Стопанството на работ на опстанок. Речиси 5000 фирми од стартот на годинава ставиле клуч на врата, а се очекува затворањето на компаниите да продолжи до крајот на годината. Бизнисите едва и преживуваат, а владата никако да донесе антикризни мерки за да им помогне. Алармираат дека постојниот раст на цената на струјата ќе ги дотолчи, ако владата подитно не им излезе в пресред. Некои од компаниите немаат пари ниту да ја платат сметката за струја, а камоли да поделат плати на вработените. Велат времето е кратко до целосен колапс, особено на малите бизниси. Зголемените трошоци за енергија, суровини, транспорт, работна рака на крај паѓаат врз грбот на купувачите, бидејќи ако не ги зголемиле цените, голем дел од нив со сигурност ќе пропаднат. Самата компанија нема профитабилност за да ја плати само сметката за струја. Значи, ликвидноста дефинитивно се нарушува, покрај тоа што влезните импутни суровини, нивната цена се покачува во однос на функционирањето на компаниите, исто како импутен или енергијата, тука се човечките ресурси, односно зголемени цени на работна рака, и самата компанија нема профитабилност, основна, дури нема ни ликвидност да ги плати овие трошоци. Стопанството веќе некое време бара сите фирми да се стават на регулираниот пазар на струја за колку толку да плаќаат поевтино. Со овој потек на фирмите драстично би им се намалиле трошоците за струја до 120 евра за мегават час. Бизнисмените сметаат дека нема никаква логика да плаќаат пазарни цени како ликвидните компании во Германија, например, кога владите на сите околни земји им помогнале на фирмите со пониска субвенционирана цена на струјата. Токму затоа бараат македонските власти да го сторат истото. Цената на електричната енергија во Македонија за бизнисот е во моментов 420-30 евра мегават час. А дали сте информирани дека во Србија државата за целиот период на ковид кризите, минатите 2 години и оваа трета година, ја гарантира цената и е 75 евра за мегават час, затоа дека оваа табела имам спремено. Еве, во Албанија ви е цената гарантирана, субвенционирана за бизнисот од 90 до 110 евра за мегават час. Во Босна и Херцеговина ви е од 55 до 75 евра за мегават час. Токму кога фирмите имаат највисоки трошоци во последната декада, Министерството за финансии им најави дека планира од нив да земе уште повеќе пари. Ке се зголемуваат даноците, акцизите, ке се воведуваат еколошки такси. Стопанските комори гневни му порачаа на министерот Бесими дека најавата за даночни реформи не можела да дојде во полош момент, а ако сакал да го пополни испразнетиот буџет, наместо да удри врз плаќачите, да засука ракави, да си вработи инспектори и конечно да влезе во борба со сивата економија.